Драги гледачи, добар ден. Добредовте во најновото издание на Демократски импулс 20. Овој наш и ваш подкаст. Тука знаете дека ќе ги третираме впрочем темите, сите општествени теми што го тиштат еден македонски граѓанин. Денеска имам посебна чест што на гости ни е една моја долгогодишна пријателка и наш еден од најдобрите естрадни уметници, професор доктор Андријана Јаневска. Здраво, добро вечер. Добре дојде и чувствуваш се како дома. Благодарам, се чувствувам како дома. Како си? Добро, малку уморна од целата оваа напорна недела, меѓутоа задоволна сепак, заради тоа што навистина имавме убави резултати, што со моите ученици, што со студентите. Прво сакам да ти изразам огромна благодарност што токму од час доаѓаш право тука. Да, часови, бидејќи ми се да. распределени во текот на целиот ден, да. И успеваш да си вака свежа и убава како што си. Па добро, сега свежа. Се трудам максимално. Сакам да започнеме не со твојата кариера и со тебе, Океј. но сепак е поврзано со тебе, нормално, за едно од твоите ученички што доби трето место на Сан Ремо. Сан Ремо јуниор, Да, јуниор, 2025. Да, така е. Какво е чувството, како бина, како Да. се случи? Станува збор за Тамара Груевска, која што ни доаѓа од Гостивар и на која е моја долгогодишна ученичка, сигурно 5 или 6 години го усовршува вокалот во моето училиште, каде што навистина интензивно работевме и се подготвувавме за овој настап. Сепак Сан Ремо јуниор е еден престижен фестивал, се надпреварувале и други македонски пејачи и пејачки во минатото, меѓутоа Тамара мислам дека единствена што освоила награда. Трето место Да, не е трето било место, така е. Навистина имаше огромна конкуренција, беа пријавени над 1000 учесници. Вау. Од тие 1000 кандидати, жирито одбра 25 од целиот свет, значи, и од тие 25, значи тие 25 всушност се надпреваруваа во големото финале во придружба на ревиски оркестар, нели како што е во вистинското Сан Ремо за големи, нели? И навистина мислам дека одлично се представивме, ја изведе Rise Like a Phoenix, мислам дека австријски од Австрија беше представник, Така. не знам која година на Евровизија. И навистина сум презадоволна од самиот настап и Колку од години освоеното има место. девојчето? 14 години има. Како оди тој процес? Праќаш композиција, па има некој жири, те одбирате или како? Да, така е. Значи со тоа што од самиот почеток, уште кога кажавме нели за која композиција станува збор, кажавме веднаш и во кој тоналитет да биде, заради тоа што не беше во оригиналниот тоналитет, требаше да направат нов аранжман практично, специјално за неа. И заради тоа не сме потоа да се менува доколку влезеш значи во финалето и во потесниот избор. Меѓутоа тоа беше добро за нас заради тоа што имавме доволно време да се подготвиме и за сценскиот настап и Во тој контекст, продукцијски, дали си заради тоа што имаш искуство многу околу оваа тема, Добро. продукцијски дали си задоволна од фестивалот? Како изгледаше? Како не? Сан Дали му Ремо и наоѓаш Сан некоја Ремо мана, јуниор. можеби? Не му наоѓа мана. Има ли некаква разлика од јуниор до овој сениор? Па добро. Мислам со тоа што се деца во прашање, инаку Зборам продукцијски. меѓутоа да, инаку буквално исто изгледа и звучи. Значи во истата сала се одржува, се е исто. Сега не знам баш дали се истите музичари, меѓутоа станува збор за голем оркестар. Така што генерално е истото, истите правила,
Да. Браво, браво. Да, така што навистина многу сме горди на Тамара. Честитки. Благодарам. Цела Македонија е горда. Така е. Конечно да ни се случи нешто убаво. Да. Сега би сакал да започнеме и нормално и со твојата кариера. Од Ајде. секогаш ли знаеш дека ќе станеш пејачка, на пример? Како се започна? Па да бидам искрена, не, дури никогаш не сум се ни замислувала дека ќе бидам пејачка, меѓутоа знаев дека ќе бидам музичар. Тоа барем знаев. Заради тоа што најмала возраст од 5-6 години, кога моите родители забележале дека покажувам интерес кон музиката и кон свирењето, ме запишале во нижото музичко училиште Илија Николовски Луи, инаку да потенцирам дека моите родители не се музички образовани. Татко ми работеше во железара, фабриката, а мајка ми беше книговодител, значи економист, така што никаква допирна точка нема. Меѓутоа, од Скопскиот саем, кога бевме деца, ни купија со брат ми едно мало дрвено клавирче, црвено, и буквално секојдневно на него свирев, и така практично забележа дека имам интерес. Сега, бидејќи не сум нели музичари, оставија на проценката на професорите во музичкото училиште, кои што рекоа дека сум талентиран и треба да продолжам. И така всушност почна се. Сега јас сакав да свирам на пијано, нели? Меѓутоа, тогаш одлучија професорите дека требало да свирам на виолина. И на некој начин ги убедија моите родители, а моите родители ми убедија мене. И јас малку бев лута на почетокот, на татко ми особено, затоа што некако попушти и не ме слушаше мене, дека сакав нели повеќе пијано од виолина, меѓутоа... Никош не каз. Па да, јас во меѓувреме нормално и научив и свириш. пијано, сега тоа не е на ниво на солист пијанист, нели, меѓутоа сосема доволно да се служам за она што мене ми треба. Меѓутоа, па од друга страна, станав професионален виолинист. Значи, виолината пак други некои хоризонти ми отвори, например, свирење во професионален оркестар. Јас 21 година работев како прва виолина во Македонската опера и балет. И тие дела, ремек дела да кажам, оперски и балетски дела кои што ги отсвирев, навистина ми отворија други видици во однос на музиката, во однос на хармонијата, во однос на аранжирање, оркестрирање и така натаму. И сега да се вратам на твоето прашање за пеењето. не заборавив, само ова беше една увертира. Да. Во меѓувреме, значи, почна да ме интересира и хармонија, се што е поврзано нели со музика, и така почнав да си компонирам. Сама свати дека ти си за музика. Па да, секојдневно на некој начин тоа го прави. Ме интересира и други работи, например, јас спортски тип сум многу и бев на сите можни спортови запишана, кошарка, ракомет, одбојка, атлетика. Да, значи пливање, после тоа шах, сега и мотор, нели така натаму, се што постои. Имам Само на прашање и фудбал за немам оден. шахот. Да, и меѓутоа фудбал па гледав, доста следев вака, така што и тоа нешто идвам познавање. И на тој начин, сакајки нели да експериментирам и со хармонијата, започнав и да пеам, всушност. Како да кажеме беше секундарно тоа, не беше примарно. И потоа во средна школа видов дека имаше конкурс за Скопскиот фестивал. 97 година победи Пеце Огненов на Скопскиот фестивал со една фантастична композиција, Манастирски сон од маестро Кире Костов. И мене ми текна, еве го пејачот, сега јас ќе искомпонирам песна, ќе му понудам да пее. И така всушност почна нашата соработка. Меѓутоа пак ќе кажам непланирано, бидејќи јас сакав да се етаблирам како композитор, а не како пејач. И кога му ја понудив песната, тој ми предложи, а зошто да не ја испееме во дует, и тогаш ми текна дека всушност ни може и да пеам. Не сум размислувала никогаш. Значи првата песна ти е таа. Да, таа ми е прва песна, 98 година, и од тогаш практично започнав да пеам професионално на нашата естрада. Но исто така меѓу првите песни, са не знам дали е втора, тоа ти ќе си кажеш, ти е соработката со Владо Јаневски, текстот е на Владо Јаневски. Твоето писмо моја Библија. Твоето писмо да, моја таа е па не е баш ни втора, ама на почетокот мислам. На почетокот од мојата кариера, 2000 година за избор за песна на Евровизија, кога победи Владо Јаневски. Со Незор и Зор. Не, се извинувам. Не, она тој победи 98, 98, да, се извинувам, во да. Бирмингем. Практично XXL тогаш победи. Така беше, 2000 година. Вторите си XXL, он беше прв. Па тогаш беше, да. Значи XXL кога победија, тогаш ја пеев таа песна, Твоето писмо моја Библија, и бев изненадена на вистина од позитивниот одзив и како ја прифати публиката. Стварно една прекрасна песна. Да, интересна, да.
Колку ти беше, например, отежнат патот од родители кои не се музички образовани, да станеш ти професионален музичар? Дали може би сега ти отежнат патот таму по свадок, например? Па тоа размислувам Знаејќи често. дека не си имала помош во тој контекст, околу музиката. Да, меѓутоа тоа може би се зависи од која перспектива гледаме. Може би па било олеснителна околност. Заради тоа што повеќе си се трудел да се докажеш во околина која не ти е позната. Затоа што нели имавме во моето деление деца кои што беа на професори музичари. Добро, тоа насекаде е така, ништо тоа не е Така е. невообичаено. Еве и моите деца одат сега во нижото музичко училиште. Ама не кај тебе. Не кај мене, не. Јас сум рекла никогаш, значи не ни треба така да биде. Значи мора авторитет да има друг некој професор. Јас сепак сум им мајка. Значи На среќа с мамо? Да. да, одат кај други наставници, меѓутоа јас некогаш на зафраканција им кажувам, вие ќе си замислувате дека јас сега имам земјоделски факултет завршено, немам поима од музика. Значи вие ќе си ги слушате вашите наставници, како ќе ти каже професорот, така ќе свириш. Добро, дома не им даваш некој совет, например, Не. ако видиш дека некаде ќе Не, погреши. затоа што не е да... добро тоа. Не. е добро, не. Мислам, за нив не е добро. Заради тоа што мора сами да се го истрасираат патот. И фала Богу, до сега добро ни оди. Мислам, и со наставниците кои им предават, големиот син свири пијано, малиот виолина. Мислам, добро си соработуваме. Јас, мислам, како што ќе кажа, така го почитувам нивното мислење. Иако некогаш не се согласувам, да речеме, со нешто, со некој материјал, мислам нека е притежок или прилесен, меѓутоа не се бунам. Како што ќе каже наставникот, така мора да се почитува. Морам да спомнам Ајде. дека исто така многу интересна тема е ова што ти твојот глас го позајми во една видеоигра, Mortal да. Kombat 1. Да. Како да. дојде до таква соработка? Впрочем и тој што бил преговарач, бил грк, Тој беше грк Димитрис, да. а ти си напишала Република Македонија. Да, јас напишав во договорот Македонија по цена и да не треба да пеам. Буквално така беше и си реков ќе пишам, па што сега реков. Ако не пеам, не пеам. Живи здрави да сме. приказка околу се. Еве во кратки црти, јас подолго време работам со странски продуценти на некои нивни проекти, поважни и помалку важни, значи зависи нели кој како. Значи го позајмувам мојот глас, дали за видеоигри, дали за реклами, за било која потреба, нели, за демо снимки и така натаму. Најчесто се нели од англиско говорно подрачје и пеам на англиски. Овој пат, значи ми се јави Димитрис, го заборев како се презива, значи грк, кој што Значи он ти се јави на тебе. Да, тој. Значи јас не знаев дека постои нешто такво, значи немаше кастинг или нешто така да се пријавам, туку ми прати мејл Димитрис. И сега тоа е, да речеме, тоа се повеќе луѓе, тоа е цел тим, значи кој што работи нели на таа видеоигра. И конкретно, значи, им требало за некој дел од видеоиграта, значи јас не пеам сега 3 сата нели во играва, меѓутоа на доста делови пеам. И конкретно им требал, ете, глас како мојот, да речеме. Значи ме побара, праша дали сум заинтересирана, не ми кажа на почетокот за која игра станува збор, меѓутоа јас генерално не одбивам никаква работа, кој да ми понуди нешто прифаќам, затоа што не знам после тоа кои врати тоа ќе ми ги отвори. Околу мејот е интересна работа, Ајде. зашто ми ги отвори очите на мене. Ја мејот не ни отварам. Ама ова е ова што го спомена добро. Да. Почнем ја да читам. Да си читаш? Не. Да. Иако на мене претежно ми пристигнуваат некои пораки од типот на уплати 300 евра, ќе добиеш 5 милиони евра. Е тешко тоа, така Твој да било. родина во Лондон. Да. Така. Така да било ќе биле сите милионери. Меѓутоа, еве да се навратам на мојава кратка приказна, ме Ако сакам да знам како обидна, поготово тоа. кога му кажа Македонија, кога му напиша. Да, апсолутно ништо не кажа. Јас дури го сликнав тоа и сакав и да го постирам, ама мислев дека ќе биде погрешно разбрано од дел од публиката и заради тоа и не го постирав. Меѓутоа, еве кажувам јавно, ако некој па толку има желба, ќе му го покажам. Тој дел од договорот каде што пишува Македонија. Значи, работата беше што не знаев за која игра станува збор, ми кажа дали сум заинтересирана, да ми пратија демо снимка, снимив прво демо и беа навистина задоволни. Тогаш сте уште не знаеше за која видео. Не знаев дури ни од како излезе играта, тогаш ми кажа. И потоа потпишувате оној договор
кај што не смеете да ги оддавате тие тајни извесен период, околу 1 година, и потоа смеете, нели, да кажете. Така што ја отпеав, мислам, тоа беа неколку секвенци. Они ти пратеса Да, текст. да. Краток. Текст, така е, да, текст и мелодија, секако, нешто и адаптиравме, значи вака сакам, така сакам, атмосферата да ја погодиме во играта, нели, карактерот да се погоди во самата игра и така натаму. И тоа беа, значи, неколку песни, да кажеме, кои што тие подоцна ги скомбинирале во самата игра, и толку тоа беше тоа, многу коректно, никаков немаше проблем. Ги сними кај тебе во студио? Кај мене во студио, Им да. се допадна тоа, веројатно. Така е, па јас од тоа и најмногу се плашев заради тоа што добро, ние сепак имаме добра техника и така натаму сум снимала, меѓутоа сепак станува збор за Warner Bros и не знам, мислев да не бараат нешто екстра или да треба да се снима на некое друго место, меѓутоа апсолутно никаква замерка техничка нема. И тоа беше тоа, потоа уште со неколку искомуницирав, веројатно да речеме над Димитрис, кои што ми дадо уште некои сугестии околу емоции и така натаму околу самото пеење, снимив уште еднаш и тоа беше тоа. За колку време го сними тоа сет? Па не знам, еден ден, сега не сам тоа. Па како, Колку тейкови биле, да, Со не Ѓоко можам. Ѓорџев сум прав, мујот ми вика една песна знае по 9 сати да се снима. Ти викаш неколку и тоа за еден ден, ништо видно. Добро. Лесна работа. Зависи и секој е различен. Јас, например, сум многу експедитивна, сега да не кажам еден ден, може и за да не кажам Може и и за за 5 пола сат. минути, колку што трае песата, ама некогаш се случува првиот тек да е најдобар. Некогаш и тоа е. Значи не мора да значи дека ако снимаш цел ден, па последниот тек ќе биде најдобар. Кога сме кај тоа веќе. Ајде. Колку ти требало најдолго снимената песна, например? Не можам да се сетам, а навистина 2 сата. Па не, сега сама кога снимам, навистина сум експедитивна, бидејќи точно знам кај треба да се сними, што да се сними, сама си едитирам и така натаму и буквално за еден ден можам тоа да го завршам. Порано, да, подолго траеше, меѓутоа порано и поинаку се снимаше, кога снимал еве Ѓоко Ѓорчев го спомена. Па и се уште снима. Не се снимаше како денес на истиот начин. Например, денес снимаш 3 или 4 тейка, тоа се едитира, ги бираш најдобрите тейкови, правиш еден и толку. Во негово време, па и јас нешто фатив од тоа време, 98-99 година, се снимаше, например, почуваш да снимаш песата и сега првиот стих од песата 5 пати, 6 пати, 7 пати го И стих по повторуваш. стих се реди. Стих по стих, да. Додека практично не добиеш нешто што ти се допаѓа. И Ето, така многу на тешко. тој начин ја снимаш целата песна. Тоа да, може да фати неколку сати. Тоа е, значи различни техники на снимање се во прашање. Дали, например, ти пречи некогаш некои одредени луѓе што се трудат, кои не те познаваат лично, кои се трудат да ти залепат некаква етикета, пример партиска пејачка или нешто слично. Дали тоа ти отежнува или можеби ти олеснува? Не, ниту ми отежнува, ниту ми олеснува. Јас сум почела сама да пеам, еве како што кажавме, значи од 5 години сум се школувала, сум го посветила мојот живот на музика, така што тоа е право на избор кој како смета да те третира. Не може на сите да им се допадне, што е факт. Дефинитивно. Можно ли е некогаш, например, во овој контекст да ја видиме Андријана Јаневска во политиката, на некаква градоначалник? Тоа сигурно не. На Карпоше. Да. Та добро, во општина Карпаш живеам, Да, меѓутоа искрена да бидам не се замислувам како политичар. Мислам дека можеби и би била добар политичар, меѓутоа не сепак сакам да се бавам со нешто што е креативно, што е поврзано со уметност и да немам толку стресови, морам да бидам искрена. Сакам малку полабаво да си живеам. Дел си од рекламното промотивно видео на Шаховската федерација на Македонија. Да. Како стигна до таа соработка? Знам дека играш шах, ама Да. веројатно не е дека играш. Да. Не си некој шахист. Не, може си не сме играле, па да видиме. Треба, да. Да. Значи шах тренирав професионално пред 10 на 15 години. Каде? Во Гамбит, шаховската школа, која што се уште постои. Сега моите деца таму. Стварно. Да. Кај најдобриот тренер Орца Данчевски. Крушап од Крушап, ја. Да, така е и
Орце на вистина сега многу ми текнуваат работи во исто време, па не знам што попрво да кажам. Значи Имаме сега време. Не Да. се- Значи, не сакам да заборавам нешто да кажам. Значи Орце сега успеа тренерот мој да го донесе шахот во сите школи во Македонија, да речеме, во фаза на изборен предмет, што ми е многу драго. И сега што За прво и за второ е тоа. Да, мислам дека Така. прво и второ Ама деление. добре, Да, супер. како не, секако тоа е скоро насекаде во светот така. Се развива мозокот на тој начин. Се развива, буквално општа интелигенција, значи логика, размислување, значи способност да се одбраниш во некоја ситуација, значи брзо некогаш да размислуваш, зависи така, значи разни бенефити има од шахот. И јас, значи, тогаш професионално рековме играв и на турнири и така натаму. Победуваше. Па и победував, и губев, играв и реми некогаш нерешено, нели? И потоа практично бев портпарол една време и на Шаховската федерација и успеавме дури да издействуваме и кај нас да се игра Европскиот куп. И на тој начин се поврзав на некој начин со нашите најдобри шахисти тука и сакав на некој начин и да помогнам, еве, јас како јавна личност да се шахот малку да се Промовира. Да. А зашто запре, например? Пошто знаеме сите дека во шахот, например, нема одредена граница како во фудбал, па да Така. мораш во пензија, а и ти не си, например, стара, така Не да? сум за упен. Не си уште. Зашто? Заради тоа што ги родив моите две деца и едноставно немав толку време да тренирам како предходно, а предходно, ако ти кажам, дека по 8 сата на ден минимум, значи имав тренинзи. И дома. Тоа е па, минимум. И дома, да, па после кога ќе си легнеш и сонуваш. Нема, е. Да. Значи Чекај, па со кого играш 8 сати? Кој издржи 8 сати? Не забркам. Па не е цело време играње, туку има и стратегии, има нешто, значи домашна работа, задачи и така натаму. Од Јас си се по мис- нешто, отварања да научиш. Само со себе си играл некој Па не. чекотаца. Не сам со себе, меѓутоа еве кога играв во Струга на пример на државното првенство, знаејќи на пример кој ми е противник, со тренерот ги анализиравме неговите партии што најчесто играл како отварање и така натаму, значи мораш да си подготвен. Анализа, како Па фудбал. да, дефинитивно, анализа има секогаш, да. И се подготвуваш за тој противник, и психички, и физички дури, нели да се издржи. Браво. Да. Значи ти си спортски човек. Да. Кошарка, Сум. фудбал, спомнав. Да. Кога се видовме, последен пат ми кажа и дека со татко ти гледате фудбал заедно. Памтам јас. Да, сега сестра ми се навлече, па сега она повеќе гледа од мене. За Милан навиваме, да кажам. Немај некој за Интер да ја Да. За Интер спомна немај. Горан Пандев играше во Да, знам, Интер, ама да. го барали Милан, но Но не прифатил. знаеш дека бил навивач на Милан, ама останал верен на навивачите Така на треба, Интер. тоа е тоа. Тоа е Горан Пандев е легенда. Така е. Цар. Дали може би си повеќе за преработени песни или оние, например, што нови своји песни, што си ги компонираш ти или некој друг, например? За мене ме прашуваш конкретно или општо? Не, тебе. И едното и другото. Значи, Дали се губи нешто во тој смисол на некоја песна што ќе ја преработиш, например, некоја постара песна? да, меѓутоа, смислата на преработките е токму таа. Значи, ако никој никогаш ни една песна не преработи, песните ќе замрат и нема да едноставно се слушаат повеќе. Поентата на преработките е токму таа варијација на самата песна која ќе се преработи да биде адаптирана на денешното време, на младината, на она што го слуша, да биде за нив приемчиво и да тие, значи младината, ја прифатат песната. Како што беше, например, случајот со Ваташа, со Игор Џамбазов, што ја изведовме на Златата Буламара, или не знам, еве, со Заветна песна во последно стана време. Мега хит. Да. Значи, тоа е поентата на преработките. Но, например, еве, ти ни дојдеш од поп музиката. Да. Повеќето преработки се народни песни. Да. Дали ти смета тоа, например, зашто не се преработуваат и забавни песни? Па има некои забавни песни се преработуваат. Мислам дека имаше нешто од Ама- Калиопи, некои постари песни добри. Тоа е реткост, нажалост. Да. За жал. Да. Да, има и забавни, мислам. Меѓутоа, зошто да не? Фолклорот е она што сме ние. Ние не Наведих треба да да се се срамиме. преработи неколку пати. Да,
Да. Имаме доста добри и забавни песни. Меѓутоа, нашиот фолклор е уникатен. Нема нешто такво на планетава на друго место. И ние не треба да се срамиме од тоа. Туку треба да бидеме горди. Се согласувам. Што според тебе, например, че го прави еден пејач да биде звезда? Дали во Македонија имат звезди или нема звезди? Обично велат звездите се на небото, но заради тоа што знаеме дека и во Србија и Хрватска постојат звезди, дали во Македонија во тој контекст можеме да кажеме некој дека е музичка звезда? Па, Тоше беше звезда. Не знам дали ќе има некој кој што ќе може. Сега? Па добро, има како не, сега не знам, еве Калиопи може да се каже, Каролина Гучева, од женските изведувачи, од машките имаме Лозано, мислам, не знам сега вака во моментов малце ме фати на препат, ама имаме како немаме. Имаме и од фолк изведувачите, не знам. Од фолк може и повеќе има, се извини. Да, така е, да. Сузана Спасовска. Значи, мислам дека имаме. Знаеш, чувствувам како, например, не знам, страдава да ни некако помалце замре. Не знам зашто е тоа така. Затоа што повеќе почна телевизиите и радијата да фаворизираат музика од соседството. Само заради тоа е. Тоа сакав да те запрашам, значи. Тоа е тоа. Сега ќе речете, да, има интернет, можеш да си пуштиш што сакаш, нели така натаму, меѓутоа сепак да, мислам дека медиумите играат огромна улога. Например, ние немаме продукции како што има во Србија, во Хрватска. Видов пред, не знам кога беше на српската на РТС. Така. Значи утринска емисија со, не знам, оркестар, со, значи многу добро организирано и така натаму. Па тоа сакав да кажам, да. Нам тоа ни фали. Кај нас утринските програми се обично пред телевизор, зборува со гледачи, тоа е тоа. Добро, окей, тоа, ама сакам да кажам, значи утринска емисија толку добро организирана, па да не зборуваме за други некои емисии, те треба нешто такво да има. Порано имаше кај нас еден бакнеш, не знам дали се сеќаваш? Да. Например, нешто такво, нешто, не знам, можеби нешто како со аудиција, па да се пронајдат некои нови музички таленти и така натаму. Зошто да не? Па и да не одиме толку далеку, мојот драг пријател Раде Рогожаров, и он имаше, утринска беше тоа кога пееше кога, на една од нашите телевизии, но поминаа тие времења. Дали некојаш, например, си направила грешка во однос на изборот на песна? Не, бидејќи не сум одбила песна. Значи не знам дали сум направила. Бидејќи се што ми дале сум испеала. Напишете песна? Па да, зошто да не? Зошто да не? Мислам, порано се работував со Григор Копров и кога тоаш бев навистина многу млада, 15, 16, 17 години, немам ни искуство за да знам дали е некоја песна добра или лоша. Така што тоа доволно што Копров знаел. Па да, предпоставувам дека тој има некоја визија, нели, што мене ќе ми лежи и така натаму. Кога сме кај годините, на колку години почна да пееш? Не ни кажа. Па 98, значи само што наполнив 16 години. Туку што наполнети. И тоа мислам 9 март беше 98 година. Првиот, мислам, Скопскиот фестивал на кој што настапив. Владо Јаремски бил на Евровизија. Да. Зада Рекордс САД 2023 година. Што те посеќа? Најдобра пејачка на светот, Андријана Јаневска from Macedония. Добро сега. И тоа малку беше извадено од контекст во медиумите, па некогаш е нели како мечки на услуга. Кога премногу фалиш некој, па луѓето ќе речат аман веќе. Аман од таа Андријана. Па да, баш така. Отфржи да се. Да. Не е баш така, заради тоа што сепак кога нешто е добро, вреди да се пофали. Така е, да. Меѓутоа добро, ти си премногу скромна. Беше кажано, готово најдобра пејачка. Јас се шалам понекогаш, најдобро од пријавените. А имало пријавени? Да, вака, значи тоа беше надпревар на кој што исто јас не се пријавив, туку ме побара да учествувам. Па тој Зада, Норман Зада, кој што е американски продуцент, ме побара да прво уствари ме побара да му отпеам песна. Значи не да се надпреварувам. И снимив една негова песна и беше навистина задоволен. Дури мислам дека и клавир му отсвирев и отпеав, така нешто беше.
Пак беше преку мейл. Да те прашам. Преку мейл, да. Проверувај си. И потоа истиот тој Норман Зада ми понуди да со таа песна која што ја снимив претходно, дали сакам да се надпреварувам, тој ќе организирал некој си надпревар на светско ниво, значи од многу земји светски, така натаму, сега не знам колку биле пријавени, меѓутоа имаше многу пријавени. Бидејќи од тие пријавени, повторно, значи имаше неколку филтри, нели, низ кои што треба да се помине, и тоа траеше, не знам, например, 3-4 месеци. Ја мислам, че кажеш години. Не, 3-4 месеци. Мислам февруари дека се пријавивме и не знам таму мај да речеме. Значи ти го заборави веќе. Да, ја заборавив, вистина. И потоа ни стигна мейл Најдобра пејачка на дека светот. сум влегла во 10 финалисти. И јас нормално многу се израдував, за мене тоа беше, Ти ја викаш, викам, доста тоа е, е тоа, таму, да. ајде. Па да, реално, значи имаше Италија, Шпанија, ние, нели, Македонија и други некои земји, не можам да се сетам, Америка, не знам, Аргентина, Франција. Можно е, да. Така што си викам окей, и добри сега сите, значи на сите за сите пејачи имаше линк на кој што можеш да ги чуеш, нели, како пеат и со И песната да со која гласаш. се представуваат. Тоа беше работата. Освен што имаше жири, требаше ние самите меѓу себе всушност да си гласаме. Значи ти си гласаш за твоите конкуренти. Нормално сам за себе не можеш да гласаш. Значи даваш за секоја композиција поени. Ама можеш валја, мислам, да го споделиш твојот линк па да гласаат твојата публика или Не. Не? Само ние 10. само вие 10. Да, кога останавме Меѓу себе си се да, бирате. меѓу себе всушност се одбравме. Па тоа е најрелевантно. Па да, затоа велам, мене всушност тоа најмногу ми значеше, затоа што колегите кои што исто се надпреваруваа ме одбрале, практично така испадна. Имаш од Србија, од Хрватска, од Балканот, Не, само ти. немаш. Тоа е лична Немаше. статисфакција. Да, најблиску Италија. Немаше ни од Бугарија, ни од Грција. И да, навистина бев многу срекна и тоа беше тоа. Да. И после направи бум. Во медиумите бум. И стварно Да. јас кога прочитав викам, вау, другарка ми што се деси? Да. Браво. Благодарам. Мора да си горда. Па да, секако. Си била поканета на некоја манифестација со децата што ги учиш во твојата музичка школа. Биле последни, но не им дале да настапат. Што се случи околу сето тоа и од тоа се крена малце фама? Зашто не им дадоа да настапат? Кој беше одговорот? Оф, леле. Оф, леле. Не сакам да навредам никого и да Не. мислам и затоа нема да кажам за кого станува збор, ниту за кое дете, пошто го знаете. И ми е многу криво што така излезе, заради тоа што јас сум човек од збор и кога нешто ќе се договорам, не знам, светов треба да се преврти за да не излезе така. А јас, значи на моја иницијатива ги поканив децата да настапат, бидејќи од мене беше тоа побарано, од организаторката. Значи да настапат на еден хуманитарен настан за дечиња со посебни потреби. Јас секогаш сум, значи, давам поддршка на такви настани и така натаму, на секој можен начин, па и на ваков начин. Затоа што децата треба да учат од различностите, да се дружат, да видат дека тоа е најнормално, дека и тие се нормални дечиња со кои што треба да се игра, да се другарува и така натаму. И практично јас испратив неколку деца и излезе дека, не знам, заради протоколот, немало време за едно дете да настапи, а тоа не е вистина, затоа Немало што време за едно дете. не може да нема 2 минути. Значи песната 2 минути трае. Имец немено. Значи нема време. Да, буквално така беше и многу бев разочарана. Прво ми беше многу криво затоа што родителите, нели, ми веруваат мене, јас сум ги викнала, Тебе нели. те гледаат. Така е, да. А ти не си виновна. Па да, ама Чувствуваш некаква морална одговорност. секако дека чувствам одговорност, бидејќи јас сум ги повикала, нели, родителите. Земале слободен ден од работа, дошле се подготвиле, купиле фустан, Значи, платиле бензин, такси за да дојдат до настана тамо Организаторот- и на крај немало 2 минути за детеве да настапи. Значи тоа беше катастрофа од невидени размери, не знам, уште еднаш ќе кажам, не сакам да кажам за кого станува збор, затоа што еве простив, бидејќи ми се јави утре дента организаторката и се извини по телефон и повторно би настапиле на тој
Па настап? не знам дали ќе се одржува. Не знам дали ќе Како имат време Не, мислам... да не снимаат. Јас верувам на збор, како да кажам, се за такви работи да треба и за тоа да подпишуваме договори и така натаму, дека ќе настапат. Може би и треба, не знам што да Ја кажам. можам да посведочам дека си, бидејќи јас те познавам долго време, дека си личност со збор. Кога ќе кажеш така светот да се преврати, ќе Да, го баш. направиш тоа и тоа е тоа. Мислам, ние се договараме за интервју долго време, ама кога ќе се договориме, Така е. нема веќе Да, да. Па тоа е заради тоа што имам приоритети, сепак, значи Нормално. приоритети ми се децата дома, број 1 и потоа се друго, значи на работа, часови, концерти, и настапи. концерти секако да. Кога сме кај концерти, кај настапи, кај таква работа? Како гледаш, на пример, на фестивалите? Дали веруваш, дали имаш слушнато, дали можеби знаеш дека се местат, дали се регуларно? Порано кога настапувавме, од Ѓоко Ѓорче времето. Поздрав. 90-ти. Ѓоко. Поздрав до Ѓоко, супер човек е, Легенда. мислам го знам и лично и сме се дружеле и така натаму. Порано сум скоро сигурна дека немало. Зошто зборувам вака? Заради тоа што сите победници кои што биле, и ај речи си сите ќе кажеме, пак ќе има некој исклучок, биле хитови песните. Значи не се случило на пример да победи некој на Макфест и ти да не знаеш сега А да кој нема знаеш победил песната. и да не се сеќаваш. Па ја знаете сите кога те нема. Да, Од да, Хелена Благне 86-та година победила жената. Значи сакам да кажам некако природно беше, не знам тој што е најдобар да победи. И така, меѓутоа тогаш и немаше некои награди материјални, значи финансиски, туку повеќе беше така како морална сатисфакција дека си победил и така натаму. Потоа, кога почаа да се даваат многу вредни награди, почнаа практично и тие некои местенки. И тогаш малку се разочарав, нормално, бидејќи која е поентата сите ние пејачи да учествуваме? Се плаќаат, на пример? Што? Наградите? Да. Па да, мислам, ама така е во цел свет и треба да се плаќа, меѓутоа... Не, сакам да кажам. За да ти ја наместат, на пример, со пари се... Аха, па тоа не знам, искрено да бидам, јас не знам што задоволство е тоа, да знам дека наместено сум победила, не знам. Може би па така песна станува хит? Нема шанси да стане хит. Колку пати се случило, имало, на пример, е така ќе победи некој наместен, а тој што бил втор, на пример, или трет, се сеќаваме на многу такви Па така случаи. беше со Владко Лозановски. Он не победи, беше втор, па на крај... Многу имало кај е случаи, Владко, кај е многу првиот? имало случаи. Така што тоа е. Најголема награда, колку и да звучи како флоскула ова, е публиката да ја слуша твојата песна. Тоа е најголема награда. За се поразговаравме, но не за родителството. Ајде. Каков родител е Андријана? Строг, Како ти личам? попусти? Строга си малце. Малце така. Малце. Да. Мислам, строга сум до одредени граници, како да кажам, за нешто што мислам дека е добро за децата. Например, строга сум во однос на тоа дека мора да се легне најкасно во 9:30-10, за да се станат на школа сабајли да бидат наспани. Значи со тоа нема, не знам како да кажам, нема за тоа што да дискутираме. Меѓутоа тоа треба и да им го објасните на децата, дека тие се мали и дека мора да спијат 10 сати. Мислам, ја не само на моите деца, јас сите ученици мои како мои деца си ги сакам најискрено. И на пример некогаш и разговараме и за други теми и ги потпрашувам, ќе видам некој зева или не знам, така е уморен, дефокусиран. Тоа со зевање е нас. Да. Може и тебе. Да, нели заразно е. Да. И ги прашувам, значи колку спиете? Значи мора дете да спие 9-10 сата минимум. Мора. Значи тоа е нешто што е неопходно. И за тоа Оку сум интернет, строга. оку телефони, компјутери, TikTok, вака такви сега, работи. телефони тоа, значи имаат и двајцата, меѓутоа не ги користат многу, морам да бидам искрена и дури некогаш и се нервирам затоа што ги барам па не ми криваат, нели? Но имаат компјутери. Затоа што јас како мала, уште кога бев 85-та година, татко ми ни купи компјутер. Тогаш на времето Амстрад, значи имаше Комодори и Амстрад тие Да, два да. компјутера беа. И тогаш со колор монитор, значи навистина и јас се навлеков, значи едно време ќе се вратам од школа и цело време на компјутер игри играв, нели нормално. Има нешто и добро во Mortal видеоигрите. Kombat.
Mortal Kombat, да. Ја имаше. Си ја играла порано? Не, јас не сакав такви игри. Ја Со даваш на твоите тепање, деца? Не. Преагресивна ми е некако. Јас, на пример, играв игри puzzles, значи нешто што е со логика, шах, нели, така натама. Играв и со тркање, значи коли, Спортски. мотори и такви работи, да. Така да тоа најмногу ме интересираше, а за децава, значи, мислам дека е подобро да имаат компјутер, заради тоа што самиот компјутер и други бенефити има, значи, да се истражуваат нешто, еве големиот го интересира историја, например, и географија, тие работи што ги знае, сите ги научил на Така тој е, начин. се согласувам, голем бенефит имаме од интернетот, Да, но да знаеме како да се тоа е месо од користи. две осеци, така е. Дали на пример им правиш некаква контрола, можеби, што се гледа, што смее, што не смее си. Да, правам. Дури едно време инсталирав и апликација една, им кажав дека инсталирам, Ќе- за да гледам. Да, па се, мислам, Добро, најдобро е да тоа- се каже и тоа да се до разговара. 16-17 години, после нема. Да, па сега мојот 13 типол има, пак сме така на почеток на тинејџерство, Сега сте другари. малиот 10. Да, па добро сега, конфронтира и така натаму, меѓутоа нормално е, мислам дека. Меѓутоа пак ќе кажам, ако се објасни на детето зошто тоа се прави, дека тоа е за негово добро, 2-3 пати до душа ја брише се апликацијата, ама пак ја инсталиравме. Мора да знае дека едноставно тоа се уште не е зрел за да гледа некои работи. И тоа не е добро за неговиот психофизички развој. Така И е. мислам дека разбира ако му се објасни. Ќерка ми ме гледа, например, мене, ја познаваш, ме гледа мене и тато, јас сакам YouTube канал да ми отвориш. Да, да, да па снима, добро, па се сите деца, снима, да, па, да. па Facebook сака, 10 Да. години исто. Тоа сите деца го сакаат, да. Тоа е. А, Не е лесно да си денес родител. Далеко од лесно. Но тие деца се среќаваат со некои незгодни коментари, со буквално, значи, сайбер булинг. Да. Читам коментари на ќерка ми, глупаче ово. Не можем да се изначудам. Не знам дали го гледаше адолесцент или адолесценција, не можам да се сетам, но најнов филм еден сега на Netflix, ако не си го гледал да го гледаш задолжително, тоа е Ремек Дело. На вистина, еден британска мини серија, 4 епизоди сите се во еден кадар снимени, освен што од уметнички аспект е феноменален филмот, ја обработува токму оваа тема за врстичкото, да речеме, сајбер насилство и како од една нормална, примерна фамилија. Ќе го гледам баш, многумина не разбира дека ова е Да. сериозен проблем. Дури Многу мислам дека ни во сериозен е. училиштата не ја третира доволно оваа Да, тема. да, вистина е. И ти, детето не знае што прави зад компјутерот, нели, што пишува, што чита, што гледа и така натаму. По последно време, например, еве во Бито се појавија, барем видовме снимки, немаме некои си докази дека се појавиле мањаци, некоја си група. Што мислиш еве например ти околу тоа? Се појавила некоја група Пантер беше. Добро. Пантер сами се формирале на нелегален начин. Во Македонија Нормално, не да, сум информирана. Да, и они следат, пратат мањаци и они ја спроведуваат правдата. Мене ми е малку нелогично тоа. Иако имам ќерка, но сепак мислам дека полицијата си е задолжена за Секако, такви работи. Нормално, да. Што би било кога сега секој од нас Така си е. ја земе правдата во своите раце и да осудува? Што мислиш ти? Да, па се сложувам со тебе, да. Треба сепак да оставиме на полицијата тоа да го реши. Меѓутоа, пак ќе кажам, мора со децата цело време да се разговара и да бидете активни, значи да видите што гледаат, со кого комуницираат, на кој начин. Кои се тие најкритични години според тебе за не дај Боже да ги запоставиш децата? Кога си најпотребен? Мислам секогаш си, но кога е најпотребно за да не забегаат во некои лоши води? Сега ова психолошко прашање е повеќе, треба. Тешки прашања поставам, не. Андреја. Треба уствари некој психолог да го одговори, да го прашаме. Сигурно Добро, според сигурно во првите години е многу потребна мајката, тоа 100%, имам и читано, нели, додека се мали децата, потоа веќе тие си ја формираат својата личност и се самите, нели, веќе формирани. Меѓутоа, пак мора да се тука присутни, нели, родителите цело време на некој начин и
вниманието е тоа што го бараат цело време децата. Мислам дека сите тие работи ги прават токму од недостаток на внимание. И денешните родители, за жал, може би и не сакајки, нели, така Брзо време. Па да, такво е времето, нели? Да едноставно си цел ден на работа, да обезбедиш материјални средства и така натаму, децата се запоставени, всушност. Колку и да ги носиш на курсеви, на не знам што и такви работи, нели, ете, си присутен, но не си присутен. И од тие запоставени деца после депресија. Епа, да, така е, анксиозност и депресија. А дете ако западне во таква состојба многу тешко да се врати. Поготоа дете не е. Да. Значи сите години се критични. Меѓутоа еве тинејџерскиве, Се најкритични. да, затоа што и тука сега се уште се бараат, еве сега со големиот син дискутираме, па каде ќе се запишува во средно, па има и тој некои, значи негови, како да кажам, фрустрации од, нели, некој вака му рекол, некој така му рекол. Нормално е тоа, сите ние како деца сме имале некој што нешто не зафркавал, нели? Меѓутоа сега кој како ќе се избори со тоа? Индивидуално е. Да, индивидуално некој ќе го потисне, нели, некој ќе се избори, ќе стане похрабар, појак, па ќе врати и така натаму. И до детето е. Така се кали челико, сакаш да ми кажеш. Епа да, ама мора, значи, сепак да се следи, затоа што... Но во наше време, еве, тука сме некаде со годините, имаше и тогаш. Како не секогаш. Да, но денеска мислам дека има многу повеќе. Ама тоа е се, тоа Многу од повеќе, отсуство. дури денеска, Андријана, децата, еве, и ти имаш, и јас имам исто така ќерка на тие години, што е син ти, децата буквално се понижуваат на основа ти имаш, ти немаш какви патеки носиш, не ти се оригинал. Они толку мали знаат што е оригинал, што не е. А од каде тоа го знаат? Што мислиш? Родителите или интернет? Па јас мислам дека и родителите имаат врска тука. Например, еве јас понекогаш ќе кажам, јас од децата немам никаков проблем, меѓутоа кога ќе дојдат родители, ја гледам дека родителот нагласува што треба да пее детева, што да свири, како Што требало, знаеш? што требало, значи оставете ги децата. Значи штом си го пуштил, например, кај мене сега еве на музичко да речеме, има и доверба дека ќе биде како што треба, нели? Јас имам доверба во сите наставници на моите деца и не се мешам. Само ако има некоја потреба, нели, ќе поидам во школа и така натаму. Не одам да му солам памет сега на наставникот таму како треба да предава, што требало да каже, како требало да се облече. Значи, мислам дека и родителите имаат огромна улога тука. Истото го забележав и во фудбал, знаеш дека сум Па знам, фудбалски тренер. исто јас син ми тренираше. Значи, Исто се прават родителиве поголем цело папа време. од папата. Така е, да. И заради нив на ФФМ, например, многу Се тепачки забрани, има. да. Тепачки се забрани Едно и време, публика. Да, се забрани публика Заради едно тоа. време, да. Ние во Бардовци живееме и син ми како мал тренираше во Лепенец, тогаш и се оформи, нели? И меѓутоа добро, не покажа некој интерес, не беше ни талент, мислам нема што да го форсираме, нели? Мое е да му понудам, сакаше да игра, окей. Меѓутоа забележав на вистина, мислам родителиве како нели нивни Лечат фрустрации, така е, Да, така да. е, така е. Нешто што тие не се исполниле, да речеме, тоа не е окей. Колку само погрдни зборови се слушаат, Да. удриво, Да, пцовки. да се изненадиш. Да. Еве, имам пријатели што живеат и во Данска и во Германија, таму не е вака. Ми велат не е, апсолутно, ништо не е исто. Како да го вратиме ние во колосек, ој во што трна надоле? Па, само со свесност, со, како да кажам, освестување малце дека не е окей така. Секој да си тргне од себе и од својата фамилија и така ќе бидеме подобри. Да ги учиме децата на добри дела да прават и тоа е, нема некоја филозофија, не знам каква. Ова што го спомна со патиките и со тие работи, јас најискрено моите деца таму ги запишав во школа во Бардовци од тие причини, затоа што сакав да си биде со другарчињата каде што живее, значи да си одат заедно на школа како ние што сме си оделе како мали. Сепак е една така, како да кажам, Разбирам. поинаква средина, каде што не се гледаат толку тие работи, не е важно тоа. Тоа се тривијални работи. Само што децата
тоа не го знаат и им на некој начин им се наметнува. Значи дека треба да имале вакви патики или онакви патики, ти ако не му го кажуваш тоа, како ќе знае детето? Во тој контекст, што спомна сега, се согласувам, истото го имам приметено и јас, зошто децата, зошто школите кои не се во градски средини, да ги кажам, се однесуваат поинаку него од деците од децата во приградски места. Одговорот ти е во прашањето. Сериозно, мислам. Да. Многу е поинаку. Начинот на живот исто така е поинаков. Значи во селската средина поинаков Не ги интересира материјалното. Така да. Ама и едноставно поинаку се живее малку. Како мислиш? Па еве, јас пак од себе ќе тргнам и од мојата околина каде што живам сега. Ние конкретно не, меѓутоа нашите први комши и така натаму, скоро не знам сите си чуваат нели стока или си имаат не знам нива, значи бавча и така натаму. Луѓето со тоа си се занимаваат и децата си растат на тој начин, со животни во природа, не знам си копаат во бавчата. Некако нема толку стресови и оптеретува. Нормално дека нема во бавча да носиш, не знам, најскапи тамо џорданки или не знам што, така? Замисли го тоа дете. Тоа сакам да кажам. Замисли го тоа дете кога би се иселило од Бардовци, кога би го запишале во школа во центар, дали би се снашло? И обратно, дали едно такво дете од центар би се снашло во Волково или во Бардовци, например? Па не сам искрена да бидам. Мислам, не сум размислувала. Јас пак ќе кажам, за мене најважно од се беше децата да ми растат во средината кај што живеат. Тоа ми беше важно. Значи со децата со кои што се обкружени, со комшиите, си одат заедно од училиште, да си разговараат, да имаат... Значи социјалниот момент ми беше многу поважен од образовниот. Заради тоа што ние сакале некеле пак ги образуваме нели на некој начин. Сега добро, до 9-то оделение можеме сите како родители да им помогнеме и со таблица множење и со други некои работи, нели? Можеме да им помогнеме. Меѓутоа социјалниот момент е многу важен. Да не биде се со кола, нели да го носиш, остави го пред школа, пак земи го. Спомна социјален момент, но некои родители во Македонија јавно пропагираат дека нивните деца нема да ги носат на училиште, дека дома ќе ги учат самите и дека тоа било подобро, ќе ги учеле се историја и сите предмети. Што мислиш ти околу ваков принцип? Не знам дали е законски, но мислам, и да има таква можност, како се викаш. што би околу социјалниот момент. Тоа дете дали би било можеби осакатено? Да кажам, искрена да бидам, не сум размислувала вака Или пак ќе подлабоко. биде некој мал Ајнштајн. Па не знам што да кажам. Еве ќе кажам нека познавам такви деца кои што сега се возрастни и баш не излегуваат такви какви што нивните родители Планира. посакуваа. Да, еве тоа сама ќе го кажам. Не кажувам за кој станува збор и така натаму. Меѓутоа, затоа велам, мора децава немаш во стаклено звоно сега да ги чуваш цело време. Мора да се дружат, да се социализираат. Ние луѓето сме социјални битија, не можеме сами да живееме. Така е. Мислам, мора да бидат во друштво. Тоа им фали на денешните дечиња, вклучувајќи ги и моите. Сега они меѓу себе си се дружат, двајца браќа, меѓутоа мора и со други деца, а не дружбава сама нели на компјутер да се игра. Туку општо, дали фудбал, дали не знам нешто. Сега ние срекна сум ете што во таква средина живееме каде што не е толку урбанизирано, па си шетаат, значи по По ниви, планини, нешто по ниви. таму да истражуваат на зајчев и така натаму. Мој каливар. Да. Јас не знам, јас и Гино, сопругот сме такви, сакаме природа, сакаме животни, така и сме ги учеле нашите деца. Да сакаат и да чуваат природата. Кога сме кај животните, колку пати се договараме со Хари Да. со децата. Шо прехари? Супер. Сега веќе имаме папагали така, да? Видов. Ќе можеме Да. да ги запознаеш и децата Обавезно. со папагалите. Андријана, многу ми е мило што беше многу искрена, ви сакам само уште да те запрашам. Во брак си долги години, мислам, кога ќе кажам 15 долги години. години, не мислам дека си стар или нешто слично. Тука сме негде со годините, да не се сватиме погрешно. Но дали, например, и покрај тоа што си во брак, еве, и ден денешен, имаш некои непристани понуди, можеби?
на настапи, на не знам. Па добро има тоа, се сочуваш секогаш со имало, има, ама и што ако има? Па не, Понудата не важи. така викаше Како Лила. Лила, да. Има, мислам, секакви луѓе има. Во секој дневието со секакви луѓе се среќавате, секакви понуди, секој нешто си пробува и така натаму. Баш е да одолеете или да не одолеете. Баже кога го прашав ова ми вика тоа не се непристојни понуди. Да се насмееме малце. Да. Ти благодарам многу што ни беше гостин и посакувам повторно да се дружиме и да ни дојдеш на гости. Ја гледаш дека не сме толку Да. лоши, дека пријатен беше Јас знаев, овој разговор. Да, знаев дека ќе биде пријатно и ти благодарам многу, ми беше чест и задоволство. Поздрав до сите гледачи и што друго да кажеме, сакајте си ја Македонија, сакајте ја природата, сакајте си ја фамилијата, семејството, тоа е најважно од се. Драги мои, поубава одјава не би можел ни да сонувам. Ова што ја го кажа Андријана, истото го мислам и јас. Бидете така и се гледаме нареден подкаст.